СДС треба да престане да се однесува како опозиција и да почне да се однесува одговорно кон граѓаните. СДС пред изборите вети 550 км автопати и 600 км магистрални патишта. Денеска не се почети ниту 100 метри. Очигледно СДС има проблем да организира да се довршат и веќе започнатите, бидејќи за тоа треба работа и знаење, а не само гол популизам. Се наоѓаме пред започнатиот автопат Кичево-Охрид, кој требаше да влее надеж за граѓаните во овој дел од Македонија и да го поврзе нашиот туристички бисер со остатокот од државата. Поради неодговорно однесување на новата влада, изградбата на овој автопат е прекината. СДС измислува проблеми и го политизира овој случај за да ја оправда неспособноста. Ваков витален проект СДС го користи за дневно политички потреби, притоа не земајќи ја предвид важноста на изградбата. Секаде во светот, при изградба на големи инфраструктурни проекти, се појавуваат одредени проблеми, но задача на одговорните ресори е да пронајдат решенија за отстранување на тие проблеми и навремено да се довршат овие проекти, за кои е потребно многу време да се подготват и да се реализираат. Исто така, секој ден одложување на изградбата значи и загуба за економијата и туризмот поради лошата инфраструктурна поврзаност и слабиот проток на возила која постои во моментот. Покрај овој се проблематизира и пуштањето на автопатот Демиркапија Смоквица за банални причини. Една од причините е дислокација на електричен столб, а втората е одобрение за градба на диспечерски центар во Неготин. Овие работи може да се решат за неколку дена, но очигледна е незаинтересираноста на министерот Цугаревски да сработи нешто. Прекината е градбата на автопатот Штип-Миладиновци, поради изградба на мост кој што е на барање и во корист на локалното население. Се проблематизира изградбата на експресниот пат Прилеп-Градско, кој треба да помогне на граѓаните побрзо и побезбедно да патуваат низ клисурите. Овие инфраструктурни проекти треба да помогнат во економскиот развој и во безбедноста на сите граѓани во Македонија. СДС ја покажа својата неспособност и незаинтересираност за изградба на веќе започнатите автопатишта, а камоли да отпочне со реализација на нови. Граѓаните очекуваат резултати, а не глумење опозиција и бледи оправдувања за неспособност.